последниот сегмент од нашиот телма, нели термин денеска нутринската на телма и денеска мора да признам дека имаме крушевска линија. Саше и Димитар не знам, минатиот пат рековте дека бевте заедно. Так. Имавме овековечени најдобри фотографии, така што денес нема да биде некој крушевски специјалитет, ќе го ставиме тоа за почетокот на новото 7 или 8 издание, како ми кажа за Уенин Крушево. Так, 8. 8 издание, кое што ќе биде во јуни. Повеќе детали нема да откриваме до тогаш, затоа што ќе имаме прилика повторно да се сретнеме во студио, ама денес нашиот познат Димитар Крушевчанец, оној кој што многумина го препознавате по токму аутдор фестивалот Уенин Крушево, денес во нашата кујна и во име на овие велигденски пости, априлски пости кои што се во ЕК, значи веќе се започнати, тој самиот како да знае дека си подготвил некој мени кој што ќе биде и ќе соодветства всушност за сите оние кои што во моментот постите. Ќе имаме денеска сендвич од чаден лосос со песто, направен само од нашиот Димитар Ангелски. Него ми дојде. Добро ве најдов. Те прегрнам, не сме се виделе. Речи си цела година, Диме. Да. О? Од мај. Од мај месец. Од мај, да. Најавата за тогаш 7-то издание на Уенин Крушево. Так. Ке те прашам само како ете куса увертира. Знам дека подготовките се во ЕК, меѓутоа ќе очекуваме сигурно убаво аутдор фестивалско издание, така? Па да, сме со план да имаме едно најубаво секоја година се стремиме да имаме најубаво издание на Уенин Крушево, подготовките како што кажа се во тек и се надевам дека здравје Боже во јуни очекуваме да имаме Уенин Крушево со некои измени оваа година. Да, се случило некојаш во минатото да имаме Уенин Крушево како што ние сега дожливе навар? Да ни потврли малку временската промена? Не, секогаш не служи времето. Стварно, една година имавме до четврток врнеше премногу. И точно на почетокот? Точно петок, сончев ден, супер беше. Во релација си нака conscious, знаеш како? Да. Со метеорологијата. Како и да е, да, одлично. Многу ми е драго дека ја по тој пат те запознав изминативе години, сега баш те чувствам како еден од моите блиски пријатели, ама знаеш како те најавивме? Човекот кој што е голем пасионер, поточно има голема пасија кон кујната, нема да излажам, така? Да, премногу сакам да готвам, баш убаво се чувствувам кога сум во кујна. Иако чекам се уште повик за да дадам во твојот дом, со твоето семејство да го живееме, ама ти благодарам што одвои денеска време да бидеш со семејството на Телма телевизија. Ние велиме семејство бидејќи сите наши пријатели кои што се будат со нас е семејство. Така ја се чувствувам. Така, тоа е тоа. Денес песто на твој начин. Да, значи ќе правиме просо салата, посна. Ова не е киноа, просо. Прекрасно. Може со киноа, може и со наут. Сите ти имаат одлични единици на протеини, хранливи. Така, од вечер се предготвува, може и пред тоа, меѓутоа поубаво е од вечер бидејќи веќе како салата, како ладно да се служи, да. Може и со наут, со различни комбинации. Јас решив денес да правам баш нешто различно, посно. Просо салата со зеленчук, може има и мрсна опција, со фета, со различни работи кои сакате, со пилешко. И ќе правам сендвич со чаден лосос и песто од спанаки. Прекрасно, може да започне кујната денес. Може да започне. Во твоите раце сме денес. Така што да се ги подготвите на мирниците, ако се уште немате идеја за ручек, не мора да биде секогаш нели да речеме некоја македонска традиционална кујна каде што така, јас обично сакам да експериментирам. Правам. Саше, во ред се вака кадрите? Јас ќе ги спуштам овие кратко. Вака ќе направиме. Ни достасува музика, режија, ако може да ве замолиме, ако може. Во позадин. Некоја која е позната крушевска тема? Некоја, не знам, онака традиционална која што и вие некоја традиција, не знам сега. Музичка? Музичка, некоја така, па баш не знам, нешто вие. На Тоше ме асоцира Тоше е кога е апсолутно музика. мислам дека дискографијата, ама имате некоја може би од Крушевска позната, Крушево Абер пристигна. Иначе да, прав си, мислам, тоа прва асоциација ми секогаш Тоше. Секогаш не е Тоше. Сега зеленчукот ситно го сецкаме. Да, отприлика како е мерилката со состојките? За киноата обично е 2:1. Значи, пример, шолја киноа со 2 вода. Се вари 15 на минути, после тоа стои уште 20 на минути, се става во фрижидер, штом се излади и може да се консумира наредниот ден. Супер. Да, инаку да, и јас повеќе практикувам да речеме да е ладено просото кинота, бидејќи за вкус некако ми е многу побоја кога е ладна салатата, некако топла салата знае да биде и потешка, така што да, и зеленчукот мислам дека нема да се спури во салатата, да. Се чувствува.
Супер, еве и витамин С. Имаме Прекрасно. од сите зеленчуци. Супер, да. Се уште ни се достапни вака и варките, убави се тие и побогати се со витамин С. Да, и дават декоративна убава боја. Инаку ова ни е подарок од Диме, јас не знаев, официјално, од минатиот пат кога тој беше во кујна. Ова е всушност даска за сецкање, меѓутоа е, замислете, од бамбусово дрво. Не знаев, сега тој ми потврди и мора да признам дека баш ни е еден од омилените подароци сега официјално од Диме. Ова, тајгат кој ти ги тргна. Добро. Започнеш, постиш? Постам, да. Браво. Колку, 49 дена се мислам, така? Да, 7 недели. 7 недели. Супер. Таман во име и на велигденските пости. Така. Си се адаптираме во кујна. Диме, често идеш за крушево периодов сега? Крушево... Заради подготовките или... Општо сакам да сидам дома, најчесто практикувам барем еднаш месечно да дам за крушево. Супер. Бидејќи знам дека тука се соработни врски. Батерии, тука работам, да. Кога не можам планина да користам тука, обично за да си ја видам и фамилијата, моите се таму. Супер. Одам за крушево. Вчера со моите пријатели за време на викендот, бидејќи не служеше добро нели сонцето, забележав имаше луѓе кои што факултативно беа со параглайдинг и веднаш се сетив на Воин Крушево и со мојот пријател Блашко го споменавме моментот. За скоро ќе можеме тоа повторно, бидејќи нели една од активностите всушност на самиот фестивалски миг во Воин Крушево всушност е и параглайдингот. Така. Кој што може нели од Мечкинка од горе. Потоа сме препознатливи. Потоа сте препознатливи, да. Со Воин Крушево. Знаеш дека и до ден денешен се уште со пак Данче, исто ваша сограѓанка крушевчанка. Често знаеме да кажеме дека најубавиот поглед на млечниот пат е од параглайдинг центар. Од параглайдинг центарот, односно нели горе на Кемичкин камен, бевме знам седнати, таква некоја убава беше летна ноќ, бидејќи нели и најчесто тогаш се случува во Воин Крушево. И до ден денешен знаеме да кажеме дека тоа беше најубавиот преглед на млечниот пат. Немате дистракција од улични светла. Нема, тука е баш темен дел, нема никакви светлини. Значи салатата скоро ни е готова. Ставаме зачини никакви или? Ставаме, се ќе ти кажам, имаме и сосча. Подготвен домашно дресинг, да. Инаку го користам, мора да признам и јас за кога правам и туна салата. Сол нема да ставам, пошто има маслинки. Ставам од црн бибер и од зачина. Супер. Прекрасно. Каква свежа салата ќе биде ова. Знаеш дека ме посеташ како од нутриционистите, знаеш како велат они, што пошарена трпеза, толку поздрава. Така, јас сакам колоритни јадења. Супер. Вака се. Аман ќе биде освежување. Значи салата од Димитар, денес салата од просо. Од просо, значи може и со киноа, може и со наут, кој како сака. Да, гледам се дека многу почесто и леќата само ја варат и ја стават и во салата, да. Граф. Исто така, да. Значи постни опции има повеќе. Прекрасно. И морам да признам дека со фета е исто така. Ќе му дај убав деликатес, да. Прекрасен шмек. Сега нели во случајот бидејќи млечните продукти не се останати. И имаме сос. Сосот е од тан, маслиново масло и лимон. Тоа баш му дава убав шмек. Инаку со Саша често знаеме да кажеме за крушевските колбаси, за нели деликатеси кои што се препознатливи. Така. Готвиш некои од тие специјалитети ваши? Од крушевските? Па традиционални обично не практикувам, да ти кажам искрено. Мој дизајн, моја иновација. Најчесто традиционалните ги оставам на мајка ми. Тоа треба да се проба. Да, она има прекрасни специјалитети, меѓутоа сакам да ги научам. Меѓутоа, да бидам искрен, не ги практикувам. Еве и малку лимонче, чисто за бојчка и за свежина. И салатата од просо ни е готова. Вала, готова ни е салатата од просо, додека вака се Саша удови добар кадар, ние се подготвуваме за сендвичот од домашно приготвено песто. Така, од спанак. Од спанак овој пат, значи не е, нели да речеме од
друг зелен лисест зеленчук? Може нормално, може и со босилок. Да, најчесто или босилок, лукче, индиски ореви, различно ќе го направиме. Супер. Во домашен сецко, обично може исто така и во... Имаше порано се сеќаваш производ Раката на тато? Раката на тато. Сеќавате сигурно едно исто такова сецка. Мислам дека меѓу првите сецкала беше. Так, ставаме и оревчиња. Овие се домашни крушевски ореви. Тоа мора да се дегустира сега? Да. И некој вела дека нели оревите се исто така значен дел од пестото. Така. Лукче обавезно. Обавезно. Супер. Практично сецколо. Мини Раката на тато. Така. И супер. Ставаме малку лимон. Белисимо. Предпоставам дека ова ќе биде намазот за сендвичот, така? Да, ова е намазот. Супер. И ставаме маслиново масло. Супер. А маслиново не мора да штедите, може повеќе да се стави. Да. За да добие именно ако направите малку поголема доза, слободно може да го искористите потоа за тестенини, шпагети, па дури на брускети. Да речеме, да испечете лепченца и секогаш ќе го имате. Сега мора да признам дека, пример да речеме, мојата сестра прави поголеми дози на песто, нели си има рок на траење бидејќи сепак е на природен начин направено, не повеќе од една недела и нели мора да се искористи. Сериозно? Ја мислам дека има вртимушка. Да, едноставно. Со блендер ќе добие покрема. Јас сакам вакво за подарок за роден ден. Ивана, прекрасен апарат. Ја очекувам сега дека ќе има вртење. Значи, добро, сега за да го добиеме она баш кремасто песто, треба во блендер. Јасно. Или може ама ова е за салата супер. Да. Му дава навистина убав шмек на сендвичот. Нис. Како? Струјата е скапа сега. Струјата е скапа сега. Саше, добар. Не, секоја чест, сериозно не сум сретнал вака до сега. Так. Супер. Месеш лепче собствено? Лепче не месам искрено. Собствено ради тоа што кај лебот страна ми е лажичка една може. Тоа што премногу се чека, јас сакам побрзи. Да, јасно. Да. Пошто кај лебот треба стасување. Како мириса, леле. Ете го пестото. Сериозно како мириса, добро. И лимонот баш, не знам дали осеќаш колку убав. Како не? Му даваш цитрусен баш мирис, свеж. Така. Сега ќе му ставиме и малку кромиче. Кромидот и лососот. И рибата општо. Мала шега имавме зад камери, дека нели за жал не сме можеби земја која што излегува на водна површина, меѓутоа сега нели сезона на здравје Божи и годишните одмори кога ќе започнат. Се смеевме со колегата Саша зад камери дека неговиот син кога биле на посета во едно од прекрасните хрватски места како Сплит, кога рекол, како си рекол Саша? Ова е бавчата. И си рекол, каде бавчата? По ова е бавча? Морска бавча. Морска бавча. Да, они имаат прознатлив маркет нели за морски плодови. Така. Свежи убави. Така што вистина ставиме тоа матче да свежина. Инаку да, чадениот лосос, велот генерално лососот е еден од оние намирници кои што ретко имаат нели и единици на витамин Д, така, каде што се бројува и јајцето. Прекрасно. Брз, лесен, оброк, посен, што е најважно. Така, ставаме малку и од спанакот, чисто како да го збогати. Бистрото да го отворивме денес. Вкусот. Прекрасно. И одлично. Малку од сосот. На тепчето. Сега да го на ова ќе го ставиме? Да, ќе го пресечеме на пола. Супер. Така. Богат со протеини, здрави масти, добри јагли хидрати. Ова е нашиот денешен оброк на денот
заедно со Димитар и луѓето кои што за скоро повторно ќе бидат во студија и ќе го најават најновото издание на Outdoor фестивалот или отворениот фестивал под отворено небо во Енин Крушево и тоа на највисокиот град на Балканот. Само да прашам, ќе има новитети годинава, сигурно? Па да, сме во подготовки за новитети, меѓутоа ќе мораш да почекаш до нареден пат. Тоа ќе биде крајот на мај, почеток на јуни, така? Имаш некоја точка. Па и на тоа помислив, меѓутоа не забаливаме. Ама видиш што ќе направиме сега. Да не ни се отвори. Секогаш имаме ние супер, одлично. Нешто во кујна што ќе послужи. Ева тука sada. Диме? Ова е тоа, така? Тоа е тоа. Сега, не знам ли ќе успееме или земеме? Значи прекрасни сме. Ева вака. Да знаете само како мириса. И па за да направиме чист кадар, вака ќе направиме како вистински домаќини во кујна. Кажи Саша. Вака? Добро е? Вуаля. It's clean. Се е чисто. Добро дојдовте дома. Супер. Чисто онака. Само забележите како изгледа денешниот оброк на денот. Прекрасно. Како во ресторан. Ресторански денеска сме. Ресторански. Ето така. Ние ќе дегустираме. Вам ќе ви посакаме убав остаток од денот. И се гледаме, како рековме, за месец и половина, така? Се гледаме, па така нешто, за еден месец. Вака. Прекрасно! Знаеш дека од срце ти благодарам за... Нема на што, ви благодарам што ме поканивте, се надевам дека... Нека не биде практика, иако знам дека некогаш ќе правите напор за да нели искочите од вашите работни активности, меѓутоа се за цел нели да се забавуваме и ќе им благодарам на целиот твој тим што даде отстапка денеска да ни даде простор да ти имаме во студио. Им благодарам и јас на колегите, поздрав и до нив. И еве, уживете, ова е денешниот оброк на денот. Ви благодарам што бевте со нас и на здравје.